Побрз проток на информации помеѓу службата и надлежните за посоодветна реакција. Интегрирана разузнавачка служба ќе придонесе за побрзи ефекти на безбедносен план. Спојувањето на Агенцијата за национална безбедност и разузнавање како едно тело ќе значи полесна координација помеѓу претседателот на државата и институциите кои го штитат државниот интерес и интегритет. Рестартот кој ќе се даде и во однос на вработените во двете институции кои би преминале во една, ќе биде само уште еден плюс во нејзиното функционирање, вели универзитетскиот професор Александар Нацев. Треба да имаме сомнеш дека еден таков пристап кон разузнавањето би дал позитивни резултати. Останува да видиме како тоа ќе се реши во нашата држава, односно, каков закон ќе се донесе за новата служба, какви овластувања ќе се дадат на таа нова служба, потоа да се види како таа служба ќе биде систематизирана, дали по директорати, дали по сектори и така натаму. Конечно да се испочитуваат законските одредби, односно да се воведе тој полиграфско тестирање и тој тест за интегритет. Експерти коментираат и дека спојувањето на надлежностите, разузнавање и контраразузнавањето би можело да го поедностави функционирањето на службата и државните институции. Имаме ситуација кога Агенцијата за разузнавање знаете дека е под надлежност на претседателот, АНБ поранешно убака под надлежност на премиерот и нечесто имаше затајување во однос на споделувањето информации. Сега таа голема слабост, што би се рекло, ќе се избегне. Информациите ќе се добиваат централизирано. Концентрацијата на цела моќ во рацете на еден човек, кој би управувал со таквата служба, може да се реши со механизам за одговорност, да не бидеме сведоци на ситуации како во минатото. Мислам дека ќе престои еден процес на усогласување на ставови, на изработка на можни законски решенија. Сигурно би имало јавна расправа за тој закон, бидејќи со донесувањето на формирањето на оваа служба и донесувањето на нов закон ќе се суспендираат законите постоечки за Агенција за разузнавање и за АНБ, треба да се променат голем број пропратни закони, закон за следење комуникација и закон за ОТА. Претседателот на владата Христијан Мицкоски најави дека постепено ќе се оди кон спојување на двете агенции за национална безбедност и разузнавање со оглед на тоа дека многу законски норми треба да претрпат промени со двотретинско мнозинство.